Здраво, добре на новата епизода на мојот подкаст. Денес читаме на книга и повторно среќавам една реченица која што одново мислам дека и одново ме враќа на она што е многу важно и колку се важни всушност сите оние темели на психологијата, психотерапијата и колку повеќе да учам и да се едуцирам во личен раст и развој, толку повеќе сваќам колку всушност темелот и оние кои што го основале сето ова кое што денес само ние додаваме, одземаме работи, се значајни и важни. Имено има една мисла од Јунг кој што вели дрвото што сака да поресно до небото мора прво своите корени да ги пушти длабоко во пеколот или во земјата, кој како ја преведувам. И искрено колку повеќе работам со луѓе, толку повеќе мислам дека ова не е метафора, колку што е баш на некако чиста психологија и толку многу значајна мисла, само што многу ретко застануваме некако да овие мисли ги разбереме малку подлабоко што значат за нас. И искрено, пред некој време имав една клиентка која што ми се јави расплакана, ми вика: Елена, знаеш, толку време еве работам на себе, меѓутоа не се чувствувам воопшто како да сум напредната. И за неа толку време беше нешто помалку од една година и многу мал реално влог во личниот раст и развој за оно за кое што јас сум довикната и да го гледам и кај други. Меѓутоа, од друга страна, оно кое што ми беше значајно е да ја поттикнам да размисли дали е вистина дека нема ништо променето. Но подоцна во текот на самата оваа епизода ќе споделам нешто повеќе за тоа. Ако се вратам назад на дрвото, ние реално многу често во животот сме обседнати со оние делови кои што не се гледаат. И ова знам често да го споделам со крошната, со плодовите, со висината. Меѓутоа, природно, растот никогаш не почнува од таму. Прво, она што расте е коренот. И да, коренот ние не го гледаме. Јас многу сакам растенија, тоа веројатно ако ме следиш подолго веќе го знаеш за мене и многу често всушност се инспирирам и за животот и за психологијата и за се оно што го правиме првично од самите растенија. Затоа што реалноста е дека многу често, за жал, гледам луѓе кои што личниот раст и развој го користат за да си ја разубават крошната, а не сваќаат дека во суштина ако коренот не е стабилен и цврст, крошната многу лесно може да овене. И она кое што ми е клучно тука да го споделаме дека ние не можеме да го натераме, нели, растот. Не можеме да му викаме на едно семе побрзо расти. Не можеш секој ден да го подкопуваш за да провериш дали пуштило корени. Многу е веројатно дека некаде ќе му го пресечеш коренчето. Не можеш да го повлечеш растенијето нагоре за да стане повисоко. И односно ако го направиш тоа, ќе го уништиш, ќе го откорнеш од земјата. Растот никогаш не се случува на сила и колку ние повеќе некако го присилуваме, толку тој помалку се појавува, затоа што автоматски и самите сме во некоја енергија каде што не допуштаме, не се препуштаме и не веруваме во целиот процес и нормално не си даваме време. Растот може да се случи само тогаш кога условите се доволно добри за животот сам да си го најде патот. Ајде, така би рекла, растот е нешто кое што е најприродно нешто што може да се случи, тогаш кога има доволно добри услови. И она што ние можеме и треба да го правиме се да ги подобруваме тие услови за да дозволиме, нели, да се случува растот. И можеби една од најголемите лекции што можеме да ги научиме за себе е ова. Затоа што ние сега во денешно време особено, мислам дека баш некако многу повеќе зборуваме за резултати, за успех, за цели, за продуктивност, за next level, некоја следно ниво. Има една хасл култура која што е присутна, но поретки се луѓето кои што зборуваат за капацитетот што треба да се изгради пред тие резултати воопшто да можат да се задржат, значи да можеш да ги одржиш, затоа што ти не е доволно само нешто да добиеш. Тоа ти можеш да добиеш нешто, треба да можеш да го носиш. Значи ти можеш да добиеш некој ранец полн со злато, со златници, со не знам какви рубини, диаманти, сафири и така натаму. Меѓутоа, она кое што ако ти го ставиш тој ранец на себе да го носиш, нели да го пренесеш од точка А до точка Б, најверојатно нема да можеш да го изодиш тој пат. Оно што нели всушност треба да го направиш за да можеш да го носиш тој ранец е да имаш доволно мускулна сила, издржливост, да се подготвиш да можеш да го однесеш и да го носиш тој живот. И затоа не е поентата да ние растот го сведеме на целта и што е оно што ќе го добиам, туку
дали можам јас тој живот да го носам, дали можам јас тоа нешто со тоа нешто да се справувам. И ова можеби многу често низ различна приказна го споделувам и го носам, но во суштина таму се наоѓа сршта. Затоа што многу ми знаат да дојдат да кажат, окей, сакам да работам да имам поголема самодоверба. И самодовербата нема да ти падне од небо. Дели, треба под неја да има корени, да можеш да поднесеш критика, да не се распаднеш кога некој нема да се согласува со тебе, да издржиш да не им се допаднеш на сите, да направиш грешка без веднаш да заклучиш дека не вредиш. Тоа се корените. И затоа самодовербата е само крошната што можеш да си ја имаш или ајде да речам другите да ја гледаат, меѓутоа корените се сите овие други механизми и секако има уште многу други, но ајде да речам овие се некои кои што се клучни. Истото важи и за граници. Јас, омилена тема ми се граници, мислам дека тоа е темата која што цел живот веројатно сакала или некела ќе ја обработувам. Значи, ако ти однадвор гледаш некој кој што едноставно кажал не, ти не можеш да ги видиш корените под тоа не. Да, некој не работел макотрпно за да ги има тие корени, едноставно условите за живот му биле такви какви што ги имал, но за жал некој ги нема тие корени и мора да ги изгради. И тоа се сите стравови што ги надминал, вината што ја почувствувал, сите години во кои што учел дека има право да се избере и себе си. Исто и во мајчинството. Луѓето гледаат мајка која, да речеме, изгледа смирено, но не ги гледаат корените, моментите кога научила како да не реагира веднаш, кога научила како да го регулира својот нервен систем, кога едноставно се откажала или престанала да бара совршенство и почнала баш да си ја бара некако својата доволност. И тука многу грешиме. Знаеме да застанеме на место каде што го споредуваме туѓото дрво со нашите корени. Гледаме во нечија крошна, а не гледаме што има под земја. Или пак не ги гледаме годините, не ги гледаме падовите, не ги гледаме кризите. И не ни гледаме баш некако на сите оние избори кои што никој до тогаш не ги аплаудирал, па дури ни самата личност. Постои нешто кое што се нарекува одложена добивка, а тоа е баш онаа способност да можеш да вложиш денес без да го видиш веднаш резултатот. И мислам дека доколку си некој, особено доколку си некој кој што е high achiever, кој што успеал многу во животот, можеш ова некако да го освестиш и во твојот живот. Способноста да вложуваш без веднаш да гледаш резултат е можеби една од најсилните вештини кои што им е потребно на луѓето кои што имаат големи соништа и кои што баш некако сакаат многу да создаваат, затоа што многу почесто гледам луѓе кои што сакаат да вложат денес и утре да имаат резултат, но оние кои што се издржливи, оние кои што се трпеливи, оние кои што можат да вложуваат се уште дека не ги гледаат резултатите, во суштина се оние кои што на крајот и најмногу може да берат плодови од она кое што го правеле. Способноста е поврзана, оваа способност всушност е поврзана со пред се со подобра емоционална регулација. Значи подобри се односите во животот, автоматски кога можеш да се регулираш емоционално, ти можеш да имаш и многу подобри односи не само со себе, туку и со другите, и секако целовкупната психолошка стабилност е подобрена. Но не е тешко само да го чекаш резултатот. Многу е потешко да продолжиш да веруваш, нели, во самиот процес кога ништо од надвор не ти потврдува дека растеш. И мислам дека тоа место е толку многу тешко за многумина. И затоа тука ја споделив и таа клиентка која што во наводници мислеше дека ништо не се случува, ништо не се менува, затоа што она на кое што таа во суштина несвесно работеше во цел тој период е оваа вештина да може да вложува без веднаш да го гледа резултатот, се додека не го види резултатот, нели не дојде она леснување кое што не се случува за секој аспект во животот толку брзо и секако се случи, не е дека не се случи, отпосле кога успеа да дојде и да некако каже, окей, сега одам на тоа место и веќе немам паничен напад. Сега разговарам со истата личност, меѓутоа веќе нема вади од кожа, сега ми е баш онака некако гајле, мислам, не го доживува тоа лично. И кога ќе успее да ги собере сите тие работи, да види дека да, не се сменила другата личност, да, не се сменило местото каде што можеби ќе одиш, нама ти си се сменила и да за тоа ти било потребно време и можеби многу солзи, многу мака, многу и малку подолг период од она кое што се очекувало, но не е дека резултат нема. И ова место е местото каде што најмногу луѓе гледам дека се откажуваат и имаат толку многу голем потенцијал, ама го мешаат
ајде да речам, невидливиот раст или пуштањето на корени со непостоење на раст. И важно сакам некако да те потекнам, можеби да си погледнеш во твојот живот и да се сетиш на многу места каде што ова ти се случило и да видиш дали можеби и ти некаде забораваш дека пушташ корени во некое место. Што ти денес не ги гледаш плодовите. Тоа не значи дека ти не пушташ корени, кои што понатаму ќе ти бидат всушност она место кое што ќе ти ги држи плодовите и плодовите ќе ти бидат многу поубави, многу повкусни, многу по сочни, многу поголеми. Не можеш ти, нели, на моментот на ако ти се уште не се чувствуваш сигурно, а верувам дека не се чувствуваш доколку си почнала со личен раст и развој, тоа не значи дека ти не градиш внатрешна сигурност во овој период, или ако се уште не си стигнала на баш на целта, таму кај што сакаш, тоа не значи дека стоиш во место. Што се ти правиш сега? Што се случува во овој период? Како, на кој начин влијаеш сега на условите? И никој реално, мислам, да се разбереме, никој нема да му честита на дрвото за корените, така? Секогаш ќе се радуваме кога ќе се појави цветот, кога ќе се појават плодовите. Еве, да речеме, мене најмногу ме радува кога орхидеите ќе ми пуштат цвет. Значи, тоа ми е толку голема радост, но јас сум свесна дека за да дојде тој цвет, за да дојде таа прекрасна гранка, ако чувате орхидеи, знаете како изгледа тоа една прекрасна гранка и пушта повеќе цветови на неа. Значи, за да се случи тоа, морало корените постојано да се наводнуваат, да се прскаат, да има доволно влажност, па орхидејата има посебна земја во која што живее, па посебен начин на нели да не седат влажни, но да се доволно влажни за да може да расте. И она што е убаво можеби и мене барем е многу лесно орхидеите да ги чувам, затоа што пак е орхидеите коренот се гледа. Значи орхидејата е како паразитско растение кое што се обвива врз дрве и самата нејзина земја не е класична земја, туку се како исецкани дрвциња. Тој што чува орхидеја знае што зборувам и што е многу убаво затоа што може да се види коренот на орхидејата и многу е лесна бидејќи ти гледаш дека станува посиво кога нема доволно вода или покафеаво, зависи од типот на орхидејата. Гледаш дека веќе е сув коренот, можеш многу лесно да го наводниш. Кај другите малку растенија е потешко затоа што се под земја и па воопшто не ги гледаме, па во тој случај треба нели да ја допреш земјата да видиш како изгледа и така натаму. И ова ми е значајно да го споделам, да си го видиш кај себе. Да, никој нема да ти аплаудира, верувам дека овој период ни ти не си аплаудираш, меѓутоа природата е многу мудра и не сме да забораваме, ние сме дел од природата. Плод не се создава кога ќе се појави. Тој се создава, односно почнува да се создава многу порано, внатре, во темното, во земјата, под земја, на место кој што никој не го гледа. И затоа ако денес имаш некое чувство дека ништо не ти се случува, не си постави прашања типот на што сум постигнала. Не, гледај каков човек стануваш додека се движиш кон тоа. Затоа што и целта, јас се надевам дека нема да ти биде само да изградиш не знам каков поголем живот и така натаму, туку да изградиш човек кој што ќе може да го живее. И затоа може би мислиш дека ништо не се случува, меѓутоа јас сум сигурна дека во тебе расте некој дел кој што токму сега расте во дел кој што ќе може да го носи сето оно за кое што еден ден сонуваш и ќе го имаш. И затоа немој да се прашуваш колку пораснал твојот живот, нели, во последната година, туку колку пораснала личноста што треба да го живее.